Site zemni osnovi, ke se raznišat, sinovi na Svevišnji od, ke umrete kako luge, ke pagjate kako sekoj knez, Isus ke sudi nas ide. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sudite me pravedno, pogrevo pristrasno. Ne pazite na siroma, praveden i beden. Sinovi na Svevišnji od, ke umrete kako luge, ke pagjate kako sekoj knez, Isus ke sudi nas ide. Tatko naš, koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, kako na nebo to, taka i na zemlja ta. Lebot taka i von naši te srca. Lebot naš nasušen, daj ni go i denes, i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi prostuvame, kako što i nije im gi prostuvame, taka ni gi prostuva, i ne vovede u iskušenje. I izbavi ne od lukavi od. Sveto to pismo je poukaz da ne padnete u iskušenje. Se razkažu jedna ista prikazna ljubovta na Isus kon site. Возлюбената љубов на Отец од Небесен кон своите деца. Како цита да бидеме во една љубов, во едно заедништво. Лебот наш насушен дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме. И не воведи во искушение, избави не од лукавиот, зашто Твое е, пазете го ова царството. Барајте го најнапред царството Божие, царството е негово, ние правиме земни царства, и силата, кога ќе остарите, ќе видите дека силата не е ваша, или кога ќе паднете болни, и славата. Во сите векови, татко мој кој се свети име, дојде царство, да биде волјата Твоја, да биде, татко мој кој си, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата негова. Христијанство подразбира волјата негова на Таткото Небесен, кој знае што е најдобро за нас, да ја прифатиме со радост и да се усовршуваме во љубовта. И почна да им говори Марко 12 глава во параболи. Значи ова е напишано во параболи, на разни начини се раскажува како да љубиме, како да го завртиме другиот образ, како да го благословуваме оно што не колне. Значи, еден човек насади лозје, Исус им зборува во параболи, и го загради со ограда, па ископа бунар, содзида кула, и им раскажува приказка и им го предаде на лозарите. Тоа е оваа земја во која сте вие овде. И си отиде. Таа има кула, таа има ограда, видете, таа функционира. Доколку не почнете вие да ја изнасилувате со вашата сатанска природа, а кога дојде времето, испрати кај лозарите слуга, некој од пророците, за да прибере од нив, од родот на лозјето, да види дали созреале во љубовта, дали се смоква која што дава плод или не дава. Но тие го фатија слугата,
го натепаа, го испратија со празни раце. Го има тој стих каде што вели: сите пророци ги убивте, Ерусалиме, Ерусалиме, ти што ги убиваш пророците со камења. Под Ерусалим не се мисли на земно, се мисли на луѓе кои имаат заедница со Бог. Тие го фатија слугата, го натепаа, го испратија со празни раце. И пак долго трпеливо не чека да се покаеме, испрати кај друг слуга, уште еден пророк. Го нападнаа со камења, ти што ги убиваш пророците со камења, Израеле, Ерусалиме, и му ја расцепија главата, па го пратија посрамен. И повторно Таткото Небесен толку не возлюби, испрати и друг, него пак го убија. Каин го убива Авела и мнозина други. Едните ги натепаа, другите ги убија. А имаше уште еден син кој му беше возлюбен, нашиот Господ Исус Христос, па го испрати најпосле. Тој толку не возлюби што го прати својот син најпосле, Исуса кајнив, него кајнив велејки: ќе се засрамат од сина ми. Но лозарите си рекоа меѓу себе: ово е наследникот, ајде да го убиеме и наследството ќе биде наше. Тој зборува за поднебесните сили на злото кои го разбираат ова. Некои се неспесно само служат на поднебесните сили. Во себе љубие сакаат да грабаат, да крадат, да имаат. Се поклонуваат на сатанат, облекуваат фармерки. Прават ритуали. Како што го избираш Исус, ние го имаме тоа сведоштво кај еден од Лоренц Новосел од Хрватска, едно момче. Неколку пати му било понудено да потпише дека му го предава својот живот на сатаната. Ке се засрамат од сина ми, вели Отецот Небесен, но лозарите си рекоа меѓу себе: ајде да го убиеме и наследството ќе биде наше. Го фатија, го убија, го исфрлија, го погребаа надвор од лозјето од градот Исус, меѓу двајца злосторници. Што ќе направи? Пак Господарот на лозјето ќе дојде. Оваа земја и се создал нашиот Отец Небесен, Седржителот, Создателот на се. Ќе ги погуби лозарите, а лозјето ќе го даде на други. Знаете, оваа земја има век на траење, рок на траење. По извесен период, кој љубовта комплетно, како што е сега, полека доаѓа времето, ќе се излади. Ново небо и ново земја го има тоа. Зар не сте го читале ова во писмото? Каменот што го отфрлиат зидарите стана камен темелник. Значи метафора, парабола, зидарите, инаку имаме едни што се нарекуваат зидари и кои се веќе една сатанско здружение. Од Господ е тоа и чудесно е во очите наши, кога ќе го отвориш срцето, кога ќе ти зборува духот на нашиот Отец, кога ќе ја испиеш горката чаша и ќе љубиш по негова волја. По негова волја. Ти си полека не јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото, не знаеш што е добро и зло. Некои работи ти се чинат дека се добри, но по извесен период тој ќе ти каже: сакаш да бидеш вавилонец, да изградиш кула, да си искачиш највисоко, или сатана, Луциферовец, да бидеш над сите. И сакаа да го фатат Исуса, но се уплашија од народот, зашто разбра дека за нив ја кажа параболата. Зидарите кои се? Свештенослужители, садукеи, фарисеи, писмознанци, разни организации, дзидарски организации, што дзидаат кула вавилонска. Што дзидаат кула вавилонска. Тие се дзидарите, со измешаните јазици. Го оставија и се отидоа, пратија кај него, 12 Марко 13, некои од фарисеите и родовците за да го фатат на збор. Пазете, на почетокот беше Словото. Словото беше од Бога. Тие ќе го фатат на збор, тој што го создал Словото. Тие дојдоа и му рекоа: учителе, знаеме дека си вистинит. Пазете, знаеме дека си вистинит, дека не се плашиш од никого,
во љубовта страф нема, кој се бои не е совршен во љубовта. Зашто не гледаш кој е кој, туку вистински поучуваш за патот Божји. Слава ти, Господи Исусе Христе. Треба ли да му се дава данок на царот или не? Видете, чашата е горка. Треба ли Исус да се распне или не? Чашата е горка. Седи мирен, куцка, мирен, снимам. Седи мирен. Оди таму на другото место. Полека, камерата ми ја мрдаш. Седи мирен. Чашата е горка, но морам да ја испијам. Треба ли да му се дава данок на царот или не? Да даваме или да не даваме? Треба ли Исус да се распне? Ние може би мислиме, што му рече Петар на Исус? Петар му рече на Исус, нема тоа да се случи, а Исус му вели, бегај од мене, сатано, бидејќи мислиш на тоа што е човечко, а не тоа што е Божјо. А Исус, знаејќи ја нивната лицемерност, им рече, зошто ме искушувате? Донесете ми еден денари да го видам. Не баре во македонскава земја, зашто Македонија е земја која треба да го повика Исус и да го шири светото Евангелие, и тоа е парабола. И тие донесоа, па им рече, чиј е овој лик и надпис? На паричката, на статерот, на царот, му рекоа. Тогаш Исус им одговори, рече, подајте го царевото на царот. Царевото на царот, Божиото на Бога. И тие му се восхитува. Што е царевото на царот? Царевите сакаат ним да им служат. Божиото на Бога што е? Ти треба да служиш. Ти треба да бидеш љубовта Исусова. Твоето тело да биде жив храм, не разбойничка пештера, од која излегуваат од срцето човечко, претходно го читавме тоа. Што излегува се? Завист, љубомора, омраза, гнев, бес, лага. Дојдоа кај него и садукеите кои велат дека нема воскресение. Пазите, фарисеи и садукеи го читаат писмото, а веќе се поделени. Па го прашаат зашто го читаат од тело, не во дух. Учителе, Мојсей ни напиша, ако неком умре братот и остави жена, а деца не остави, тогаш брат му нека ја земе жената негова и нека го подигне потомството на својот брат. Значи, кога жените ги наследуваат, тоа го има во муслиманството, во исламот. Значи, тие се старозаветни, бидејќи тие се Исмаел е од Агара, Аврам легна со Агара, зашто не можеше да чека, беше нестрплив. И го направи Исмаел, а со Сара го направи, односно Бог му го даде Исак. Слава ти, Господи Исусе Христе. И Исак и Аврам денеска се тепаат. Беа се думина браќа, првиот зеде жена, кога умре не остави пород. Неа ја зеде вториот и умре, но и тој не остави пород, исто така и третиот. Ја зедоа сите се думина, пазете, и не оставија пород, понив умре и жената. Значи го имаме тоа денеска. Па тоа гледате дека тоа е старозаветна религија под телесно читање. При воскресението пак кога ќе воскреснат, а тие немаат воскресение и не веруваат, а го прашуваат на кого од нив таа ќе биде жена. Зашто се думина ја имаа како жена. Видите? Исус им одговори и рече, зар не се лажете, бидејќи не ги познавате писмата? Значи, кој не ги познава? Садукеите и фарисеите и писпознанците и родовците, дзидарите на Вавилонската кула. Како ќе ги наречете денеска? Ќе си го променат името, како што сакаат да го променат името на Македонија, која е запишал Всемогниот Бог во оваа света книга. Зашто кога ќе не ги познавате писмата, ниту силата Божја, кои тие што велат дека ги познаваат, не ги познаваат. Садукеи, фарисеи, Духот Божји е тој што ќе ви каже се. Пишано е овде. Зашто кога ќе воскреснат од мртвите, денеска не го разбира тоа воскресна. Тоа значи од темнина да преминеш во светлина. Воскресна, светна. Ниту ќе се женат кога ќе воскреснат, ниту ќе се мажат, туку се како ангели на небесата. Знаете, ако на небесата се како ангели,
Ako za Jovan jednaš se veli, dojde jedan čovjek po ime Jovana, potom se veli, ete jaz go praćam od angel, ako satanski te angeli se padnati na zemlji, a ti se demoni, što sme togaš site nije? Što sme togaš site nije? Vika, vi ste bogovi, no ke umrete kako lugi, ovo je jedan psalm. Ima zemljeno jedan dramski avtor, znate, i teatarski lugi mislat deka je to nego slovo to od Bog, da go fatat na zbor. A za mrtvite deka ke voskresnat, ne ste li čitale vo knjigite na Mojseji? Kako mu reče Bog kaj kapina, tako je nesogorova, ja sam Bog Avramov, Bog Isakov, Bog Jakovov, no toj ne je Bog na mrtvite. Toj ne je Bog na mrtvite. Zato ne plačete nad grobovite, ostavi gi mrtvite da gi pogrebuvat svojite mrtovci. Ne pravedete spomenici na mrtvite, ne pravite obredi na mrtvite. Toku Bog naživite. Vi je pak mnogo se lažete. Tije si gi sakat svojite obredi, togaš pristapi jedan od knjižnicite koji gi slušaše kako se prepirat i od kako vide deka Isus im odgovaraše dobro, go zapraša koja je prva od site zapovedi. Site ja znat, no sadukejti farisejite govorat, no ne izvršuvat. Pazete se od kvas od farisejski. Ne zboruva za neznabošci i nevernici, zboruva za luge to što gi vodat crkvite. I zato sostojbata je takva. Zboruva za zidarite, deneska što go vladaja svetot, koji se tije što je zida vavilonska ta kula. Vavilonci. Isus mu odgovori, prva od site zapovedi je, čuj Izraele. Ti mislat Izrael deka je teritorija. Nije imame vreme, prostor i sve. Izrael je metafora na narod koji ima zavet so Bog. Makedonec i Makedonija je parabola i metafora na zemlja koja go povikova Bog. Pa da se bide Izraelec i Makedonec je posebna rabota. Ako vistinski sakaš da bideš toa, treba da ljubiš kako Isusa. Da go ostaviš zidarski od alat. Raznite organizaciji na pribiranje pari, ne sobirajte bogatstvo na zemljata. Čuj Izraele, Gospod Bog naš, jedan Gospod. Deneska od duh rečam tatko, nasite, otec. Zato возлюби go Gospoda, возлюби go ljubov, возлюbenja, возljubuvanje po visoka kategorija, tvoj od Bog. Kako je to, soseto svoje srce, soseta svoja duša, sosio svoj razum, soseta svoja sila. Ova je prva ta zapoved, a ti nemaš ni sila, ni razum, ni volja bez nego, no imaš slobodna volja da go napraviš to. Da li si ti smokva koja dava plot, ili ki bideš prokolnuti ke se isušiš, pa ke treba da bide nakalemen nekoj drug. A vtorata je slična na neja, Marko 12:31, возлюби go, svoj odbližen kako sebe si. Poznate mu to je veli kako što jazve возлюbiv. Isus na jedno drugo mjesto. Druga zapoved po golemo od ovije nema. Knjižnikot mu reče, dobro učitele, site gi znat zapovedite, no ne gi primenuvat, a tuka pišua sadukejite i farisejite govorat, no ne primenuvat, ne postapuvat. Knjižnikot mu reče, dobro učitele, pravo kaže deka Bog je jedan, deka nema drug osven nego i deka da go ljubiš so seto srce, so siot razum, so seta duša i so seta sila i da go ljubiš bližnji od svoj kako sami od sebe si je poveke od site separeni si žrtvi. Ete toga treba da se primenува. Ako počneš da go primenuvaš, duhot na naši ototecke se naseli vo tvoje to srce i ke ti zboruva toj, nema da go proučuvaš ova so telesen um, tuku stihovite ke ti doagjat, ke niknuvat vo tvoje to srce, brate i prijatele. Slava ti, Gospod Isuse Hriste, slava ti. Znači, i poveke od site se palenici i žrtvi, ovije dve zapovedi na ljubovta. Isus pak koga vide, iako deneska vo neke odredeni denominaciji se pravi, se dava akcent, se je staveno na obrednata postupka. Lep, vino, klekni stani, voda, krštevanje, odi. Možete li da se krstite so krštenijeto so koje ja se krstiv? Isus umre na krstot.
за сите нас. Секој од нас треба да умре и да се роди повторно. Денеска е 8 септември, денот на Република Македонија во земново време и мојот роден ден. Слава ти, Господи Исусе Христе, да останам македонец, да го повикувам Исус, додека ми чука срцево во градите. Исус пак, кога виде дека умно говори, му рече: синко, не си далеку од Царството Божјо. И никој повеќе не се осмелуваше да го прашува. Царството Божјо е во нас, внатре, во срцето е Царството Божјо. Во твоето срце. Надвор не е Царството Божјо, ако е во твоето срце. И им рече потоа во својата поука: чувајте се од книжниците кои сакаат да одат во долги облеки и да ги поздравуваат по улиците. Па ќе препознаете некои свештенослужители да имаат предни седишта во синагогите како први места на гозбите, тие што ги подјадуваат домовите на вдовиците и лицемерно долго се молат, ќе бидат потешко осудени. Па вие знаете за кого станува збор. Не е потребно многу да размислувате. Па седна Исус проти ризницата и гледаше како народот пушта пари во неа. Мнозина богати пуштаа многу. И кога дојде една бедна вдовица, пушти 2 лепти што изнесува еден кодрант, а Исус, откако ги повика учениците, свој им рече: вистина ви велам, дека оваа сиромашна вдовица даде повеќе од сите што пуштија во ризницата. Дали ти даваш од своето срце? Дали ти го даваш тоа што ти е вишок? Зашто сите пуштија од својот вишок, а таа од својата сиромаштија даде се што имаше. Целиот свој имот го даваш за Исуса Христа. Се предавам во негови раце и овој дом, овде во Маврово, кој станува повеќе дом за молитва, и домот во Скопје, и секаде каде што имам, и се што имаме на Исуса Христа. Не собирајте богатства на земјата, каде што ги јаде молецот и раѓата, и каде што кратците ги подкопуваат и крадат. Да имаат предни седишта во синагогите, одат во долги облеки, сака да ги поздравуваат по улиците, први места на гозбите, ставаат богато, ставаат во ризницата, но Бог го љуби оној што од срце дава. Што? Се нека биде волјата Твоја, Татко мој, во мојот живот, а јас ќе прифатам се што доаѓа. Ќе ја испијам горката чаша како Исус, ќе љубам како Исус, ќе простувам како Исус, никого нема да осудам како Исус, ќе се претопам во Твојата љубов, ќе им простам на непријателите, ќе ги благословувам оние што ме колнат и сите други. Слава Ти, Господе Исусе Христе, во името на Господ Исус Христос сега ја прославувам победата на Господ Исус Христос во моето тело и душа, во моето обкружување, во нашата заедница, во вистинската Христова заедница, во македонскава земја и на целава земја. Господе Исусе Христе, додека ми чука срцето, јас ке извикувам: Те сакам, Христосе, и ке љубам како Исуса. Не сакам да бидам фарисеј и садукеј, ке извршувам Твојата љубов. Им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам за секој грев. Дојди во моето срце, Исусе, ќе ја испијам горката чаша и ќе се крштам со крштенијето на Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе, зашто Ти ми даваш сила, со Тебе можам да направам се. Сакам да го направам тоа се со Тебе. А ти, брате и пријателе, живееш во овој свет, не заборавајте дека Царството Божјо е во вас, внатре во срцето, во кој владее сатаната, паднати демони материализирани, заробени во тело, како луѓе, дзидари на вавилонски кули, Каин на виновци, Адамови кои јадат од дрвото на познанието на доброто и злото, Луциферови следбеници, себефалци. И тие сакаат да те растргнат, како лавот што рика:
но ти имаш сила, тој што е во тебе поголем од тој што е надвор од тебе. Не плаши се, мало стадо, но треба Исус да биде во твоето срце. Треба да умреш стариот ти, не ти што сакаш. Нека биде волјата Негова. Исус ни еден здив, ни една буква, ни една запирка, ни еден збор, ни едно дело не направи во свое име. Отецот во духот зборуваше, љубеше, действуваше. А тој беше сад за свечена употреба. Прави и ти така. Мир вам до Божиот Царство Небесно. Исцелување за сите оние кои ќе речат: Исусе, еве ти го срцево, покажи ми за што да направам, да ми помине болката, болеста и слабоста. Амин. Не знам, не разбирам, но те народат сите земни основи ке се разнишат. Синови на Севишниот ке умрете како луѓе, ке паѓате како секој кнез. Исус ке суди на сите. Се што ми треба е твојата преградка. Прости ми, Отче, грешив пред тебе и пред небото. Се што ми треба е твојата преградка. Прости ми, Отче, грешев пред тебе и пред небото. Судите неправедно, во гревот пристрасно. Не пазите на сиромав, праведен и беден. Синови на Севишниот ке умрете како луѓе, ке паѓате како секој кнез. Исус ке суди на сите.